Здраво и добре дојдовте на Ана Хата Јога. Јас сум Ана Симоновска, повеќе годишен јога практикант и сертифициран јога учител. Кога давам инструкции за изведување на одредена јога положба, често пати ми се случува да кажам: избегнувајте какви било непријатности или болка при изведбата на таа положба. Сметам дека тука должам одредено објаснување, бидејќи не секоја болка е подеднаква. Според еден од моите учители, постојат два типа на болка – црвена и зелена. Црвената болка е локализирана, остра, ненадена, интензивна. Не треба многу да заклучиме дека таа болка треба да ја избегнуваме. И доколку почувствуваме нешто такво, треба веднаш да ја промениме нашата положба или целосно да ја напуштиме. Од друга страна, зелената болка е распространета на поголема површина. Оваа зелена болка најчесто се поврзува со нееластичност на мускулите и сврзните ткива. Неретко овој вид на болка им е добро познат на почетниците во јога, но и на искусните јога практиканти. Еве, например, и на мене ми се случува, зависно од тоа што сум правила или не сум правила дента или во претходните денови, лошо сум спиела, долго време сум седела, не сум внимавала на положбата на телото, ми се случува да почувствувам негативни последици, како затегнатост во мускулите, напнатост во одреден дел од телото, и тоа се покажува во мојата јога практика. Но јас знам дека таа болка е, да кажеме, условно кажано, безбедна и дека со текот на времето ќе исчезне или ќе се намали интензитетот. Моја препорака кон вас е внимателно да наблюдувате што се случува во вашето тело и каков вид на болка вие чувствувате. Навистина, црвена болка не смеете да толерирате и, како што веќе објаснив, доколку ја почувствувате, веднаш излезете од положбата. Зелената болка можете да ја толерирате, но доколку и таа стане премногу интензивна, направете соодветни промени во вашата положба. Во вашата јога практика не би требало да има место за no pain, no gain менталитетот или без болка нема придобивка. Јогата е тука да му даде поддршка на нашето здравје, а не да го поткопа. Намасте!